Безбедносната ситуација во Северна Македонија е стабилна, уверуваат надлежните институции по вчерашните настани на северот на Косово кои изедоа неколку жртви. Проценките на безбедносните и разузнавачките служби кои се координирали и со НАТО и со одредени земји членки на Алијансата се дека нема индиции за можно нарушување на ситуацијата во земјава и прелевање на тензиите по престрелките меѓу косовската полиција и униформирани лица. Сепак, владиниот врв е загрижен за овој нов бран насилства во соседството. Во нашата земја не постои никаков основ за било какво стравување во однос на безбедносната ситуација. Меѓутоа, оно што се случува на Косово, прво морам да изразам уште еднаш голема загриженост, осуда на тоа што се случи, бидејќи таму беше убиен полицаец кој што е дел од безбедносните структури на Косовската држава. Тоа беше еден акт на насилство кој што никому не му треба и сите се уверивме дека не носи ништо добро. Дека носи само еден немир, не само во Косово, туку и во целиот регион, и логично е вашето прашање. Сигурно дека позади тоа што се случи вчера на Косово, постои нечија агенда, кои што сакаат овој регион да го видат повторно да биде регион на немир, регион на кавга помеѓу соседите. Меѓутоа, за среќа, има политичари, како што се политичарите и кај нас, и во Албанија, верувам дека ги има во сите држави во регионот, кои што сакаат да го видат регионот интегриран во Европската Унија. Ситуацијата на Косово ја следи Министерството за одбрана, имајќи предвид дека земјава има контингент војници во рамките на КФОР. Не е нималку едноставно за било кој од нас кога ќе видиме дека во регионот има било каков вид на инцидент, особено кога е нападната полиција на одредена држава. Меѓутоа, тој инцидент или тоа што се случува таму нема директно влијание и од оние информации со кои досега располагаме и кои ги разменуваме не влијаат на загрозување на безбедноста на нашата држава. Тоа го гарантира и фактот дека сме НАТО земја членка на Алијансата и како што реков изминатиот период навистина вложуваме многу во одбраната. Меѓутоа се разбира, секоја од институциите внатре во Република Северна Македонија има обврска да допринесе за нашата национална безбедност. Силна осуда на настаните дојде и од Вашингтон и од Брисел. Сторителите на овој криминален чин мора да одговараат низ транспарентна истрага, соопшти Стейт Департментот и повика на смирување на тензиите и обновување на диалогот. И шефот на норвешката одбрана, која е во посета на Скопје, ги повика Белград и Приштина да се вратат на преговарачката маса. Тоа е неприфатливо. Не знам дали е продуктивно да се споредуваат конфликти, оној во Украина и овој. Со секоја ситуација треба да се справиме на соодветен начин. Што се однесува до Косово, мислам дека и двете страни треба да ги исполнат обврските и да се вратат на диалогот. 7 македонски државјани кои биле сместени во хотел во непосредна близина на Бањска, местото каде се случи инцидентот, се вратени во земјава. По извршеното вообичаено интервју и анализа од страна на полицијата на Република Косово, утрово нашите државјани безбедно се упатени кон дома придружувани од косовската полиција. Низ целиот процес, косовските служби ја гарантираа безбедноста на нашите државјани, а нашата амбасада во Приштина беше во постојан контакт со нив, информира од Македонското министерство за надворешни работи. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.